Значи, јас дипломирав 56 година во пролет. Први бев инспектор во општината Прилеп до време на војска, во октомбар поидов војник. Наредната година, 87 се вратив во Прилеп и одма бев поставен за директор на проектантската организација Градител. Градител е прва проектантска организација во Република Македонија. Дотагаш проектантски организации немаше. Значи, во Градител останав јас како раководител до крај на мојата професионална дејност. Значи, во Градител изработувавме урбанистички планови, изработувавме проекти за бунари, за водовод, за канализација, али најмногу работевме високоградба. Високоградба, стамбени згради, индустријски згради и објекти за образование, општествени објекти исто така. Први да поменеме стамбени згради. Реков, прв објект ми е кулата со нискиот дел. Ова деветокатница заедно со нискиот дел е прва кула во Македонија. Градена е во почеток на 60-тите години. Меѓу првите, тешко беше оти ја немаме таја механизација што ја имаме сега. Например, кревањето на сиов материјал тебе беше со дигалка која се користеше рачно. Стамбени згради, стамбени комплекси во Точила. Значи, по 2-3 комплекса во тоа време градевне ние негде по 500 стана за една сезона. Ова населба Точило како урбанистички комплекс е работена за 20.000 жители со сите пропратни објекти. Училишта, трговски центар, површини под зеленило, паркинг плацови и се што е потребно за едно современо живење. Ми е најдраг по однос на тоа што тука е вградено моето цело искуство во смисла на обезбедување на архитектонски квалитет, во смисла на функционално решение на становите и ме радува тоа што жителите се задоволни. Сите нови градби на тутунов проектант, тутунов комбинат, значи, откако почнав таму да работам, имаше само 2 објекти. Едниот беше турскиот магазин, да, и Шутиот магазин, го вика Шут, оти беше равен кроп. Првобитно, овде требаше да биде фабриката за цигари. Меѓутоа, значи се појави потреба од дополнително складиште, оти се зголеми производството на тутун, затоа ова сето прерасна во складиште за тутун и се направи дислокација. Значи, на друга локација се изградија
овие складишта кои беа нужни за складирање на тутуно пред фабрикацијата и таму се направи фабрика со капацитет од 20.000 кила годишно цигари. Тоа уствари представува најголема фабрика за цигари на Балканот. Понатаки, како големи индустријски објекти, можам да го поменам хладњачата во Долнени, па понатаму сладарата. Во едно време Федерацијата донесе закон дека нема поиќе да се произведува пиво од било што, него мора да се произведува од слад прилеп. Значи, јас го памтам со неколку чешми само. Значи, една беше пред влезо на могилата, ги викавне Крсто, па друга подолу ја викавне Правда. Значи, негде во 53 и 4 година тргната е првата водоводна линија. Имавме атмосферска канализација со поголем профил и повисоко горе. И фекална канализација длабоко, преку 3 метра, 81 во средината меѓу 82 ја направиме Студенчица. Али Студенчица, можам да кажам, од тогаш, од кој е направена Студенчица, во Прилеп се дојдени негде околу 400 милиона кубни метра вода. Тоа се од прилика колку 80 прилепски езера. Се прашаме, ако ја немаме ние таа вода, дали овој град ќе постоиш? Значи, ова е работено во време од 4-5 години и представува мој последен проект. Сега, јас можам да продолжам, али не можам да цртам веќе. Не можам да ја гледам бројките, не можам, значи, котите да ја усогласам. Инаку, ако има некој, значи, приправник, можам јас да го управувам, да кажувам, да правам рачно скици и тој да ги пренесува преку компјутер. Јас не знам да работам компјутер, сето сум го работил рачно. Ова е посебно за мене големо признавање и го добивам во најдобро време, кога веќе мојата проектантска дејност е завршена. За мене представува награда на целокупното моје трошество. И зато за мене е посебно важно, посебно ми е драга, не само за мене, него тоа е и сатисфакцијата и за членовите на моето семејство, кој едноставно бе на еден начин по-запоставени, бидејќи јас бев претерано вклучен во изработка на проекти не само во Македонија, него на просторот на цела Југославија, дури и во Турција. Така да можам да се пофалам дека ни сите републики во Црна Гора, во Далмација, во Босна и Херцеговина, во Србија, има мој дела.
и инвеститорите од оние кои се живи се уште ми се јавува и се уште изјавува задоволство од оние објекти кои се градени по мој проект.